Адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска и воредната професорка Арлинда Кадри-Шахиновиќ официјално се двајцата нови членови на Судскиот совет. Тие беа предлог на председателката Гордана Силјановска-Давкова, а претениците дадоа поддршка да ги заменат досегашните Весна Дамева и Милјази Мустафа, чиј мандат истече лани. Новите членови на почетокот од мандатот ќе почнат со спроведување на новиот закон за судски совет, кој беше изгласан на крајот на декември, а согласно кој треба да се донесат сите подзаконски акти. Чекор по чекор, храбро, отчетно, одговорно и трпеливо да почнеме да се движиме во еден позитивен правец и да се зголемува довербата во судството, да допринесеме да се зголемува довербата во правосудството. Време е за интегритет и време е за одговорност и храброст. Новите колеги за председателот на Судски Александар Камбовски ќе бидат додадена вредност на Советот за да може да застане на здрави нозе и да остварува својата надлежна функција. Би сакал официјално да честитам на двата нови члена кои што дојдоа во Судскиот совет. Тоа што го изјавив претходно дека не се ни сомнева во изборот на председателката, имајќи преди дека и таа од нашата фела, таа е правник, таа е професор. Сигурен сум дека добивме два врвни професионалци и дека тие ќе бидат додадена вредност на Советот и Советот ќе може конечно да застане на здрави нозе и да ја остварува својата уставна надлежност која што има. На местото на Селима Демичи мандат е исто така истечен. Собранието треба да назначи нов член. Надлежност да предложи има Комисијата за избори и именувања, која според собранискиот спикер најверојатно ќе треба да ја повтори постапката поради новото законско решение. Најверојатно се намислење да се повтори огласот заради тоа што имаме веќе нов закон и ќе треба сите членови да се изберат по новиот закон. Но тоа мора да го донесат како одлука председателот и членовите на Комисијата на изборите и именување. На 22 јануари му завршува мандатот и на судијата Ханиф Зандели, а на негово место ќе дојде член од редовите на судиите кои сами ќе го изберат на 29 јануари. Кадровските промени во највисокото судско тело доаѓаат по воведувањето на новиот закон за судски совет, во кој клучните новини се јавност во постапката за разрешување на председател на советот, прецизирање на критериумите за избор на истакнат правник, како и јавна расправа при избор на кандидатите за несудски членови за поголема транспарентност.